И како што кажа Ѓорги во предвечерието сме на роденденот на Видое. Тоа е денот кога во далечната 34-та година се родил Видое Подгорец, а ние сме тука за да расветлиме уште една страница од неговата незавршена приказна. Малку е веројатно дека меѓу писателите може да постои вистинско пријателство. Сега постојат примери, доживеани, напишани, предпоставени можеби, на автори кои, искачувајќи ја планината за да стигнат до врвот, попатно згазнале нечие стапало, пуштиле нога или кажале збор за да го обезличат сличниот на себе, а со кого рамо до рамо ја совладувале височината. Тоа се тие демони од кои човекот не може да се ослободи, тоа се тие пакости и нарави кои што ние луѓето ги поседуваме, а кои што не обезличуваат и не ништат, сосема непотребно. И секој писател е свет за себе, а негови доживотни собеседници се перото и зборот. Меѓутоа, писателот е и жив човек кој има потреба од свој книжевен сродник, со кого би беседел, би говорил за книгите, за тоа колку е тешка писателската работа, недоволно ценета, за хонорарот кој секогаш е символичен и никогаш не е доволен, за тиражот, за мислењето на критичарот, на рецензентот и така натаму. При своето физичко заминување, големиот Блаже Коневски, чиј јубилеј 100 години раѓање го славиме оваа година, ќе рече: се што има оставив кај пријателите. Тоа е метафора за зборот што го размножувал, што го раздавал на своите блиски луѓе. Мислата на Блаже Коневски постојано ми беше наум, додека со Киро Донев ја разлистувавме архивата за тоа кои фотографии треба да влезат во оваа книга, кои посвети треба да влезат во оваа книга. Меѓутоа, мислата кажана од Видое Подгорец за Киро Донев би била: се што има оставив кај пријателот. Пријателот со голема П. Кога Подгорец предчувствувал дека опаката болест веќе го совладува, на книгата Скршеното бардаче од декември 1993 година ќе напише во посветата на единствениот пријател Киро Донев. И навистина Подгорец оставил вредни предмети кај својот пријател. Меѓутоа вредни не во материјална, туку во духовна смисла на зборот. Не знам дали знаете, меѓутоа и до ден денеска Киро Донев твори нагрнат со наметката на Видое Подгорец. Секојдневно поминува часови и часови во капчето од својата библиотека горе во поткровието, во која стојат сите книги со посветите напишани со раката на Видое Подгорец. Таму е машината за пишување на Видое Подгорец, таму е лулето, таму е неотворената кутија, последна кутија цигари што ја оставил Видое, таму се очилата, таму е духот на пријателот и писателот. А тој пак, подгорскиот исполин, како постојано да му се обраќа, да го опоменува, да го буди од сон во средноќ, во глуво доба, излегувајќи од посветите што му ги пишувал по белините на книгите, кога му ги подарува. И чудесна е таа полноќна игра. Подгорец зборува низ посветите, а Киро Донев размислува, слуша и размислува за силата на кажаниот збор, меѓутоа и на напишаниот збор. И малкумина знаат дека во поткровието, како што реков, на големата библиотека во Моноблад, катадан и катанок двајцата големи пријатели се разговараат. Се препираат, полемизираат. Постариот, учителот, со подкренат прст, има една таква фотографија, и со само иронија или иронија го подучува помладиот ученикот во случајот Киро Донев да работи, да создава, да табачи, бидејќи тоа е долгот што писателот му го остава на светот. Најверојатно имаат безброј заеднички теми од и двајцата и за двајцата пријатели. Литературата беше и се уште е за Киро Донев вистинската и единствената смисла на животот. Години по смртта на саканиот пријател, Киро Донев секојдневно како да се обидува да изстави точка на приказната за Видое Подгорец. Во оција на ликот на пријателот, тој всушност го препознава својот лик. И тогаш започнува, символично се разбира, разговор со себе.
За сите отворени и неодговорени прашања, за дадените, но неисполните ветувања, за последните аманети на пријателот кои не се одвистиниле и останале да се носат како товар, како опомена, од која едноставно човек не може да се ослободи. И оваа книга не е само исполнет долг кон пријателот, таа е многу повеќе обелоденување на вистината, што со години била приклештена или зажеглана во јаремот на животот. Киро Донев со години живее со чувството на неспокој, што касатневно се раѓа од натрупаните спомени од животот поминат со пријателот и учителот Видое Подгорец. И во оваа книга, јас така додека читав, таква слика ми се јавува во мојата глава. Тој со голи раце ги корне и трнот и глобот од својата душа, за да го расчисти обраснатиот двор и ликот на Видое Подгорец да блесне во полн сјај. Многу ноќи ќе пробде Киро Донев во манастирската соба со малото прозорче свртено кон убавините на Скопска Црнагора, за да го дочека изгре сонцето, кое ќе обелодени уште една нова страница од приказната за Видое Подгорец. Наместа пишува на својот роден дијалект, така како што зборувал со Видое, така како што течеле дијалозите со родителите, со пријателите, и така правејќи ја речта во книгата многу жива, многу убава, многу богата. Подгорец за него бил и пријател, и татко, и учител, една грамадна душа, која под своето самонавидно грубо лице чува насмевка и искрен збор на благодарност до пријателот кој прави усилби да го оттргне од канџите на заборавот. Видоевиот талент, таа аскетска посветеност на пишувањето и работата, меѓутоа и навратитиот карактер, биле немир за пријателите, меѓутоа и за оние во заграда непријателите, од неговата фела за оние кои први ќе го заборават веднаш по неговата смрт. Соспал човек, грамада од писател, меѓутоа и ранлив бунтовник, цркал од чинијата на животот и тогаш кога му била сервирана блуткава помија. И додека смртта пирува, додека душата се подготвува за долгиот пат кон вечноста, тогаш во мислата на Киро Донев, седнат до болничката постела на својот сакан пријател, започнува да се пишува вистината за Видое Подгорец. Замислете сега, каква надменост е таа, кога смртта имајќи ја силата час да го зграби човековото тело и да го земе последниот човеков здив, се изживува безнемокниот човек. Ми се чини дека тогаш и двајцата, и Видое, и неговиот пријател Киро Донев, биле свесни дека нивните последни разговори се водат во присуство на смртта, која седната таму некаде во некој миг, по некој агот, чека миг на осама, за да го вкочани телото кое безпомошно и се предава. И зарем не е дволичност или некакво наше притаено лицемерие кога го чувствуваме незиниот мирис, а глумиме надеж. Само љубов, огромна, безусловна, единствена, кон пријателот и кон ближниот и молба длабоко кон себе кажана, крајот да го одмине. Смртта всушност секогаш е тука, таа оди во преградка со нашата сенка, се до денот кога ќе ја гасне, како свеќа кога ја гаснеме во восочната вода на црковниот шандан. Единствената трага што човекот ја остава зад себе е секако зборот. За многумина можеби Видое Подгорец беше автор кој не направил за себе двор во кој би ја оградил тишината. Но за пријателот Киро Донев, токму тишината меѓу две мисли на Подгорец говори многу повеќе од 1000 кажани зборови. Киро Донев секојдневно го болува стихот на Коневски кој велеше дека ништо не лекува, туку само не свлекува до основната болка. Со таа болка тој живее години по смртта на пријателот и со години како да бара пат по кој би тргнал и на секоја попатна меѓа би оставал по еден товар. Подгорец беше редок, раскошен, голем писателски ум и буревесник на силниот македонски збор. Во книгата Киро Донев ги расветлува сите патишта кои Видое Подгорец тегобно ги разгазувал, а и тој заедно со него, испраќајќи го до последната станица на животот.
Говорот на Подгорец на моменти е говор со дестилирана иронија, тоа ќе го почувствувате додека ја читате книгата. Тој зборува низ метафори за да ги укаже видливите симптоми кои се појавувале тогаш во македонската литература, а денеска веќе се болест. Зема суровица, таков бил видоe, мава очистувајќи го околу себе просторот, во кој остануваат само неговите најверни пријатели, меѓу кои единствениот се разбира Киро Донев. И замислете, се е таму. Таму се детските соништа, солзи, копнежи, љубовта кон семејството, таму се очите на Туника, таму жари и боли тагата по домот и по планината по онаа митска беласица. Таму се сите преселби, разочарувања, таму е еден богат човечки живот, одживеан колку за два. Во едно писание, покојниот Ѓорги Старделов ќе напише дека поетска Македонија е родена на село. Може би тоа некому нема да му се допадне. Но токму во селото, покрај огништето, до тланикот е колевката во која се родила силната мисла на македонскиот човек. Селото ги роди и одгледа најверните чувари на македонскиот збор и мисла, токму тие деноноќно како да чуваат стража под бедемите, кои што се под постојана закана дека ќе се срушат. Во големиот град, во Скопје, во бетонската џунгла, како што ја нарекува и Киро, ја нарекувал и Видоe престолнината, Подгорец им се навраќа на чистите и бистри врутоци на мислата некогаш изртена во родното Колешино. Чиниш ги пушта да течат и незапирливо да бујат и жуборат, за да го преплават животот. Рамнодушноста на родниот крај кон поединецот кој се откорнал од таму и заминал и разгазил своја животна врвица е тема стара колку и човекот. Но таа рамнодушност станува многу опасна кога почнува да ги обзема пријателите или непријателите и кога започнува да се трансформира во нелагодно чувство на одбивност, завист и непризнавање на квалитетот на другиот. Библиска е вистината дека пророкот никаде не е без чест, освен во татковината своја, во родот и во домот свој. За жал, твојата средина се ќе ти прости, но успехот до кој си стигнал со сопствен труд никогаш. Видоe најверојатно расчистил со своето окружие во родното Колешино. Се збогувал со своето родно село, зад себе го спуштил резето на дрвената порта и заминал во белиот свет. Тој никогаш не се вратил во своето дома, едноставно таа за него останала далечна и непрепознатлива, а тој за неа откорнатиот и одметнат син. Но неговиот дух потајно како да бде и да се навраќа постојано, најпрво како детенце растрчано по јаглики на полјана, а потоа како старец седнат под ореовите и јаворови сенки на починка. Импонира вербата на Подгорец дека неговите и воопшто книгите што ги создаваат писателите нема да завршат на годиштето на животот. Тој знаел дека делото на писателот и по неговата смрт ќе ја вознемирува рамнодушноста на само навидум незаинтересираните читатели. И тоа е можеби најслатката писателова одмазда. Немирот што ќе им го остави на читателите и на пријателите да се навраќаат на напишаното од него и да сакаат да не можат да го прескокнат, кога тие или нивните потомци ќе подготвуваат лектири, учебници, магистратури, докторати. И на крајот, тоа најдобро го знаел и се уште го знае Киро Донев. Затоа го сакал и ќе го сака, го почитувал и ќе го почитува својот учител. Од него не се откажал ни во најтешките мигови од животот. Во оваа книга Видоe Подгорец се раскрилува пред читателот како олицетворение на обичност, скромност, но и учителска строгост. А Киро Донев пак станува символ на најтешко достижната вредност, верноста кон пријателот, љубовта голема и безусловна. Во моите очи се буди една слика на една Дон Кихотовска љубов кон вистината и правдата и една санчопансовска верност кон пријателот. И на крајот двајцата како да стануваат една душа. И кога едното тело физички се заминува и исчезнува, другото останува, за да продолжи да им пркоси на ветерниците. Токму од таа пркос се раѓа приказната, единствена и бесконечна. И благодарам.
Не знам дали сме свесни дека сме современици на Киро Донев и дека еден ден ќе можеме да им раскажуваме на нашите деца и внуци дека сме го познавале големиот писател со кого сме растеле ние, растат нашите деца, растат и внуците. Како што тој ни раскажува за видео е така, дај Боже да дочекаме и ние еден ден да раскажуваме за него. Јас би сакала ова да го наречам изненадување, како што рече Ѓорги. Киро Донев воопшто ни не знае што му спремавме сите ние, меѓутоа добар е, притисокот нему се уште го држиме под контрола. Манифестацијата Средби под јаворите видео е Подгорец, всушност е манифестација која што во наследство нам ја остава Киро Донев. Тој ја востановил далечната 2002 година, на 5 години од смртта на Видое Подгорец, со желба и надеж дека делото на Видое никогаш нема да згасне. И токму на таа манифестација првите години, например како ученичка била учесник Сузан Мицева. Жената со која што денес ги работиме Средби под јаворите како организатори, тогаш можеби не можела ни да претпостави дека денес ќе бидеме од другата страна. Или Ксенија Маказлиева Трајчева, исто така третата жена од трите жени кои што ја работат манифестацијата. Ксенија која што го потекло од Струмица, меѓутоа животната првица е носила Скопје, каде што рака и подава токму Киро Донев и уредничката професија ја учи благодарение на него. И кој знае уште колку луѓе има на кои што Киро Донев им помогнал, а не се свесни за тоа или можеби не сакаат да бидат свесни, не знам. Јас Киро го запознав во такси, не знам, тоа не сум го кажала никогаш, одејќи на работа, бидејќи моето прво вработување беше во селото Мороспитово, во училиштето Борис Трајковски. И одејќи таму на работа далечната 2007 година, во такси возилата го среќава секогаш Киро Донев со истиот шешир, можеби е сега нов, не знам, ама сламе, со торбичката од плетена од волна. И во превозот си разговаравме, првото прашање беше чие дете си ти синче, како и секогаш, и почнавме да си разговараме на тема која е мојата професија, која е неговата професија. И тогаш во еден таков неврзан разговор ми спомна, не се сеќавам, ми спомна дека ја работи манифестацијата за Видое Подгорец, дека тоа се случува во Полешино и дека ете можеби еден ден ќе ме покани да дојдам на истата манифестација. И сега кога си ги вратив спомените назад, всушност сватив дека и јас, и Сузе и Ксенија, кои што ја имаме трите, ја имаме честа да ја наследиме на некој начин оваа манифестација, меѓутоа тоа се разбира дека не е наша, тоа е манифестација на градот, тоа е манифестација на сите дечиња, на сите учители, на сите наставници кои што работат во воспитно-образовниот процес, на сите писатели кои што за деца, сите ние мораме да ја чуваме, да ја негуваме и токму од тие побуди сакавме на Киро Донев да му покажеме колку многу го сакаме, колку многу ни значи. Тој најубаво знае дека секое негово обраќање кон нас е секојаш стихови во најубава форма, не чува како буквално под неговата татковска рака и во мое име, во името на Ксенија и во името на Сузе, во името на сите и на предпоставувам на сите драги луѓе, јас сакам на Киро Донев да му го врачам ова убаво дело кое што за него, тоа се тие разговори што ги води Киро Донев со Видое Подгорец, тоа што јас го говорев цело време, го направи господинот Ѓорги Џингов, кој што е струмичанец и го направи со голема љубов, со голема, како да ви кажам, желба да остави нешто зад себе и го подари ова, тој го подари на Сдруженијето, а ние го подаруваме на Киро Донев. Треба да знаеш дека секогаш имаш вистински пријатели во тебе. Тоа е наполетено за Киро Донев и за организаторските на Средби под јаворите. Посветата е од книгата од Видое Подгорец, на книгата како беше Гроб меѓу звездите, кога Видое е оставил највредната според мене порака дека во животот нема да се бориме со пароли и со злоба, туку ќе се бориме со дела што ќе останат и за делник и за недела.